Не може да го оствари правото на социјална помош 65-годишниот Афет од Делчево, бидејќи неговата сопруга пред 1,5 година примала месечна плата за сезонска работа. Од тогаш тој без денар го поминува секој ден. Еден човек кога направи престап или нешто друго, го казнат година или две, одлежи, например, приведникам, да одлежи затвор и го пуштат. А што кај нас още тоа се тегави? Не знам. Афет беше еден од похрабрите кој проговори јавно за својот проблем, за разлика од неговите пријатели кои се сокри од камерата на телевизија Стар, не сакајќи јавно да зборуваат за прекршувањето на човековите права во делот на социјалната заштита. Овие луѓе присуствуваа на работилница организирана од невладината КАМ на тема човекови права. Не нудиме само правна заштита во рамки на прекршени човекови права од областа на социјалната заштита, туку и пошироко, значи прекршување на човековите права на ромите и од областа на домување, здравство, вработување и воопшто на останатите човекови права. Преку овој проект се нуди и бесплатна правна помош на маргинализираната категорија граѓани, а на работилницата ги добија и првите правни совети. Имаме една ситуација која што е крајно непријатна за носителот на правото на социјална парична помош, која ги тера да склучат спогодби за враќање на наводно незаконски остварените парични средства. Во спротивно, доколку не се случи спогодба, ќе им бидат поднесени тужби за надоместна, односно за враќање на овие средства. Ние им советуваме вакви спогодби да не случуваат, бидејќи доколку се склучат овие спогодби, истите воспоставуваат облигационен однос кој што е задолжителен и ќе мора да ги враќаат парите. Проектот следење и известување за прекршување на човековите права на ромите е партнерски проект кој невладината КАМ го реализира во соработка со Хелсиншкиот комитет со финансиска поддршка од германската амбасада, а ќе се реализира до месец ноември оваа година.